Маслото од канабис од следната недела ќе се најде во аптеките низ земјава, а цената ќе зависи од производителот, велат од Агенцијата за лекови. Ќе има два типа, и тоа еден кој ќе се издава без лекарски рецепт, кој ќе биде со низок процент од психотропна супстанца, и втор тип кој ќе може да се земе само на рецепт и кој ќе биде наменет за тешко болните пациенти, односно за болните од канцер, мултиплекс склероза, заболени од ХИВ и тешки елиптични синдроми од детска возраст. Битолчани со позитивни реакции за новите законски измени со кои неодамна се дозволи примена на маслото од канабис за медицински цели. Во секој случај би ја поздравил со оглед на тоа да веќе во медицината се користи еден подолг период и има постигнато позитивни резултати. Нормално под одредени нормативи кои би требало целосно да се поштуват, да не иди до злоупотреба. Добро би било ако на некој му користи, а иначе не сме запознати уште кој како да ја употребува. И ако се употребува преку мера, веројатно нема да чини. Не сум толку запознат, ама ќе го користам. Морам да го користам, затоа што од тоа масло е чисто, направено е многу убаво и го користам. И ќе го користам понатаки. Ако има потреба, ако има потреба, нормално ако има потреба. Веројатно има потреба, ќе го потребам. Ја мислам ако дојде до потреба да го употребам, ќе го употребувам. Пратам надвор во странство. Каква е состојбата, то долго време се то прикажува, али не е лошо. Не е лошо. Ја мислам не е лошо да се нормално, али под контрола да се употребува, да не би се вака само земало и то се скуп. За некои болести одговара. И психолошки и може и карциногени и така. Мислам дека е позитивно. Мислам дека е позитивно. Го поддржувам тоа. Апсолутно да, пошто слушам преку медиумите е корисно и така натака. Го поддржувам. Во меѓувреме експерти од странство веќе се присутни во земјава за да ги обучат лекарите во врска со дозите кои треба да ги препишуваат. Едукацијата ја вршат еминентни професори од Канада и Шпанија со долгогодишно искуство во областа. Со едукацијата се опфатени сите доктори и специјалисти кои согласно законот имаат право да ги препишуваат овие препарати. Целта на едукацијата е детално информирање за начинот на пропишување, дозирање и индикациите за кои има оправдано за примена на овие препарати.